Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва во студиото на Д1 телевизија имаме дебатна емисија на тема транспарентност и отчетност на институциите кон граѓаните. Организатор на оваа дебатна емисија е невладината организација КААМ. Гости во студиото вечерва ни се извршниот директор на невладината КААМ, господинот Зекир Абдулов, извршен директор на самата организација, Сузана Петровска, представник од општина Делчево, виш соработник за управување со човечки ресурси, и господинот Златко Златковски, референт за посредување и подготвување при вработување, представник од Агенцијата за вработување Центар Делчево. Да започнеме со самата емисија, ќе почнеме од извршниот директор, господинот Зекир Абдулов. Вака, пред се, добро вечер и од мене и благодарност до вашата телевизија за можноста која ни ја дадовте, дел од нашите активности кои што се предвидени во годишната програма да можеме да ги презентираме пред граѓаните, а со тоа да ја олесниме да ја олесниме работата на институциите, меѓутоа и пристапот на граѓани до самите институции. На самиот вовед би сакал да кажам дека вечерашната дебата беше замислена да присуствуваат во вечерашната дебата присуствуваат уште двајца соговорници, односно представници од меѓуопштинскиот центар за социјална работа и од фондот за здравствено осигурување подрачна единица Делчево, меѓутоа од нивна најава од оправдани причини вечерва не можат да присуствуваат. Се надеваме дека во наредните дебатни емисии, во другите јавни дебати во кои што повторно ќе бидат повикани, ќе присуствуваат, бидејќи нашето видување е дека пред се Центарот за социјални работи, односно меѓуопштинскиот центар за социјални работи е една од најповиканите институции каде што граѓаните имаат секојдневна потреба од нивна помош, да речеме соработка. На самиот почеток би сакал да кажам дека оваа јавна дебата е во склоп на програмата која што КААМ ја работи, а тоа е годишна програма за институционално зајакнување на самата организација и е како една од нашите втора од нашите цели, а тоа е развој и унапредување на граѓанското општество и демократија во самата општина. За да ја оствариме таа цел, ние имаме предвидено 3 телевизиски дебати. Ова е прва телевизиска дебата. Се надевам дека и другите две ќе ги оствариме до крајот на годината. И уште 3 јавни дебати каде што планираме да ги, освен овие институции, да ги повикаме и граѓаните и представници од невладиниот сектор, каде што ќе развиеме поширока јавна дебата за битни прашања кои што ги тангираат граѓаните на општина Делчево. И како трета активност која што ја потпира нашата втора цел е мониторингот на институциите и избор на најодговорен службеник до крајот на годината. Значи тоа се тие 3 активности кои што ќе ја подкрепат нашата втора цел, а тоа е развој и напредување на граѓанското општество и е во насока на реализација на нашата годишна програма. Значи, целта на ова вечерашна дебата е да видиме кој е степенот на транспарентност и отчетноста на самите институции, вклучително и на самите невладини организации, па и на КААМ како невладина организација, да видиме кој е квалитетот на услугите кои што ги добиваме ние како граѓани од самите институции и да најдеме начини како и на кој начин да се подобрат тие услуги доколку констатираме дека информираноста и пристапот не е доволен. Значи нашата цел не е да ги напаѓаме институциите, туку напротив, како организација да го олесниме пристапот на граѓаните до институциите, а со тоа да олесниме и работата на самите институции, на кој начин да ги своите услуги да ги пласираат, да ги дават и да бидат достапни до самите граѓани. Тоа е целта на самата вечерашна дебата. А колку вашата институција е транспарентна во давање на услуги кон граѓаните? Па вака, гледано од наша страна, значи како представник од невладина организација, ние можеме да речеме дека сме транспарентни. Можеби не е доволно и се согласувам тоа дека не е доволно, затоа што секогаш има можност за повеќе транспарентност и отчетност пред граѓаните. Меѓутоа, транспарентноста на нашата организација се гледа преку оваа дебата е еден вид на начин на кој што работи нашата организација. Секојдневните активности во кои што се вклучени граѓаните и самата целна група која што ја третираме ние, па и институциите кои што помагаат во нашето реализирање на нашите проекти е дел од нашата транспарентност. Втор дел од нашата транспарентност е веб страната во која што ние ги објавуваме нашите извештаи, нашите активности, годишните сметки пред управата за даночни приходи.
редовните ревизии кои што ги ние имаме за наша среќа. Еве оваа година веќе на самиот старт ние имавме веќе редовни ревизии кои што се платени од наша страна да го видат степенот на транспарентност и отчетност на самата организација во делот на финансиското работење. Значи ние се трудиме да ги искористиме сите начини се со цел да бидеме што повеќе транспарентни и да бидеме што повеќе одговорни, да ги запознаеме луѓето што е тоа што нашата организација го работи, бидејќи самата организација е поставена за луѓето, а не се луѓето за нас. Да, значи, институциите се поставени за луѓето, а не... Се согласувам, тоа е. Добро, да поминеме со истото прашање на референтот од општина Делчев. Благодарам. Најпрво поздрав до организаторот на оваа дебатна емисија, до Д1 телевизија, и поздрав до гледачите на Д1 телевизија и секако до учесниците на оваа дебатна емисија. Во основа, надлежностите на општина Делчево се уредени во Законот за локална самоуправа и во повеќето други закони кои што ги тангираат надлежностите во кои се спаѓа и општината како една од институциите кои што повеќето и функционираат врз основа на надлежности уредени во законите. Во општина Делчево функционираат 5 оделенија, и тоа оделение за човечки ресурси, правни и општи работи, оделение за урбанизам, уредување на градежно земјиште, оделение за инспекцијски надзор, оделение за финансии, буџет, даноци, јавни дејности и локален економски развој и оделение за внатрешна ревизија. Значи, во рамките на надлежностите што ги имаат сите оделение, вработените во општината се должни да работат транспарентно и да бидат отворени кон граѓаните. А колку работат транспарентно од ваша гледна точка? Ќе ви кажам дека ние користиме неколку механизми или средства за информирање на граѓаните за активностите што ги презема општината, како и планираните активности, така и на крај отчетот што го даваме пред граѓаните за тоа што го имаме сработено. Значи, како средство го користиме интернетот, тоа е веб страната на општината која што буквално се ажурира секој дневно и на која има информации се што се планира да се работи во рамки на општината, значи зборувам за сите оделенија што се како органи во општината. Значи преку службениот гласник што го објавува општина Делчево, во него повеќето од информациите се одлуките кои што ги донесува Советот на општина Делчево. Не спомнав дека и Советот на општина Делчево е еден орган во рамките на општина Делчево кој што исто така со закон е надлежен да работи транспарентно. Понатаму издаваме инфовесник кој што го печатиме еднаш месечно, а по потреба и повеќе, но обично го печатиме еднаш месечно. Понатаму испраќаме соопштенија, најави, информации преку, еве сега имаме можност последните години преку вашата телевизија, бидејќи претходно ја немавме таа можност, локалното радио. Може би малку помалку сме застапени на националните телевизии. Многу помалку сме застапени на локалните телевизии. Јас се извинувам, ќе ве прекинам кога сме кај транспарентност на Советот, транспарентност на самите органи во општината. Ние како граѓани, ете јас како граѓанин, мислам дека дел од граѓаните го делат моето мислење, значи и немаме доволна информираност. Не е толку транспарентен Советот колку што можеме да кажеме пред камера, ние сме транспарентни. Значи, многу работи граѓанинот не може да ги види, многу работи граѓанинот не може да ги слушне. Оваа дебатна емисија токму на таа тема е. Значи, не да ги искритикуваме, него да најдеме некој начин за да можеме да бидеме подостапни за секој еден граѓанин. Дали се согласувате? Да, значи вие известувате од седниците на Советот. За Советот не сум многу надлежна да зборувам, бидејќи тоа е некоја друга област што може би и друг некој треба тоа да го каже, но сепак јас ќе ви кажам дека вие известувате кратко од седниците на Советот. Имаше нели некој предлог да седниците на Совет да одат во живо, да бидат пренесувани со цел граѓаните да бидат детално информирани што се работи
на Советот, но јас сметам дека сите одлуки кои што ги донесува Советот се објавени. Значи, граѓаните имаат можност каде да се информираат кои одлуки ги донесува Советот. Исто така, еве апелирам и до граѓаните дека тие истите предлози, истите иницијативи што ги поднесуваат, например, до градоначалникот, може да ги поднесуваат и до Советот. Јас од искуство зборувам дека многу малку предлози и иницијативи се поднесуваат до Советот. Не знам дали од неинформираност на граѓаните, или зошто тоа се случува, тоа самите граѓани можат да го кажат, но ја имаат можноста, значи, своите иницијативи да ги доставуваат и до Советот, каде што ќе бидат директно разгледувани на седници на Совет. Во врска со другите надлежности на општината, значи, ние од неодамна на нашата веб страна имаме отпочнато со една нова рубрика, тоа е пријави проблем, каде што граѓаните можат директно, најанонимно и најтранспарентно да го пријават својот проблем и има таму рокови до кога надлежните во општината се должни да одговорат на пријавата што ќе ја поднесат граѓаните. И тука само сакам да кажам еден збор, значи не може секој да има интернет, не може секој да пријави проблем по интернет, да еден телевизија отворена за сите проблеми, ама кај нас граѓаните се затворени од таа страна, постои бојазност, постои страх, општина е општина, град е град, граѓанин си е граѓанин. Тоа не беше исто не прашањето, него да споделам мислење баш во таа насока, веќе вие кажавте дел од моето размислување што сакам да го кажам. Значи, точно е дека сите не може да користат интернет и немаат сите компјутери и сите тие регулирани начини на ваша транспарентност и информираност во работењето не може да дојдат до тие. Меѓутоа, нашата цел со оваа дебата е како институциите да почнат преку јавни дебати, преку телевизиски дебати, да ги вклучат граѓањето во донесувањето на одлуки, да речеме отворен општински буџет, како може еден граѓанин кој што учествува во полнењето на буџетот да учествува, да дебатира во една ваква работа, во една ваква активност. Тоа е целта, да се навикнат институциите што повеќе да се доближат до граѓаните преку вакви емисии, преку вакви активности. Значи не само преку интернет или преку кидеме до Центар за информирање ќе добиеме информација. Или пак колку граѓаните знаат да го користат законот за пристап на информации, каде што со самиот закон институцијата е задолжена да дава информации. Претпоставувам дека најголем дел не го знаат тоа. Да не го заборавиме, ќе имаме време за разговор. Представникот од Агенцијата за вработување, господинот Златко Златковски, ајде на истото прашање да одговориме колку вашиот Центар за вработување е транспарентен? Па видете, како и претходните соговорници, јас да поздравам емисијата и да изразам една благодарност до вас како телевизија, што од непосредните контакти со институциите, со државните органи, поблиско ги информирате луѓето за одредени настани, информирање кои што се од секојдневното збиднување на просторот од нашата општина и пошироко, и за општината Каменица. Да појаснам дека како Центар за вработување ние сме во склопот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, која како јавна установа директно е во надлежност на Министерството за труд и социјална политика. На просторот од двете општини, Делчево и Македонска Каменица, кај што го покриваме ова подрачје од двете општини, имаме број на невработени околу 4200, 1400 од Македонска Каменица, а другиот преостанатиот дел од општина Делчево, разбира се, према бројот на жителите. Оваа осетлива категорија на население, која што своите права во поглед на вработувањето почнува да ги бара преку нас, наш интерес е да луѓето целосно, правовремено и исцрпно ги информираме за одредени права кои што невработените ги следуваат или одредена категорија на луѓе кои што во текот на работниот век го изгубат работниот однос и се јавуваат повторно кај нас, доаѓаат со нивните права, дали се тоа стечени работници, технолошки вишок или за одредено време се како невработени, што понатаму ги следува.
За таа цел во Центарот за вработување постои огласни табли, постојат брошури за правата кои што се достапни за да се истите информират во погледно на правата, а исто така работи и работниот клуб кој што непосредно е задолжен за обука, за преквалификација, доквалификација, како и за бесплатно изучување на странски јазици, за информатичката дејност, така да преку работниот клуб исто така можноста за правата и обврските се стекнуваат. Во делокругот на нашето работење исто така постои отворена канцеларија, каде што луѓето, невработените лица, а и разбира се и вработените кои што имат своји замисли да бидат да им биде прекинат работниот однос по еден од основите кои што ги реков, дали е тоа технолошки вишок, дали е тоа стечај, за своите права и обврски да бидат информирани целосно што представува нивното право понатамо и кои поволности треба да ги користат. Јас како долгогодишен работник кој еве со 42 годишно работно искуство, речи го при крај на својот работен век, од моја гледна точка, како поранешен раководител, поранешен политички работник и работник во стопанството, кој што непосредно е комуницирал со информативните гласила, дали се тоа пишаните медиуми на просторот од општината и пошироко, дали со поранешната радиотелевизија Делчево, па и во 2-3 наврати и со вас, сум поборник за непосредно информирање на граѓаните во општината Делчево и Каменица. Што ми е зборот? Мислам дека ова што денес го правиме треба да биде почеток и како едно веронаучение за правовремено информирање на граѓаните. Јас ќе појдам од делокругот во институцијата кај што работам. Во претходните 2-3 години имавме измени на законите за вработување и осигурување во случај на невработеност. Имавме измени и допуни во поглед на правата на законот за вработување на инвалидни лица. Имавме измени во законот за работни односи кај што беше регулирано правото на невработените лица. Измени во законот за здравствена заштита исто така кај што беше регулирано правото на невработените лица. И во законот за пензиско и инвалидско осигурување кај што е регулирано стажот и колку треба да има стаж за да одредена категорија на лица остварат одредено право по основ на невработеност. Сите овие акти и подзаконски акти, правилници, одредени други одлуки кои што се ги донесува собранието преку владата по предлог на владата на Република Македонија, мислам дека најдобро е не преку дебатни емисии, него преку отворени контактни емисии. Дали сте расположени за такви емисии вие како Центар за вработување? Па мислам дека со самото тоа што сме се нафатиле да бидеме државни службеници, наша обврска е и да работиме со вас. Добро, тие тоа е ваша 18.000 плата што ги земам ми дават за право и обврска да бидам непосредно в контакт со вас. Можда и јас сум имал некоја обврска денес, меѓутоа поканата што ја имам спаѓа во задолжувањето и по налог на раководителот да бидам присутен и да учествувам. Јас, еве овде е Зекир, јас сум и член на КАМ, заедно со другите членови кои што сме таму, можам да бидам така горд од соработката што ја имаме со истите, имаме резултати од порано со одредени проекти кои што ги исполниме и од кои што граѓаните се задоволни. Тоа го постигнаме благодарение на тоа што на просторот од трети район ние оствариме контакт со секој граѓанин, да го чуеме нивното мислење, нивните нивните како телевизија, јас ќе ви кажам, ние Затоа... како телевизија немаме соработка со сите институции, со сите органи во општина Делчево. Ама нашата обврска е така.
Вашата обврска е таква, и на Фондот за здравство и на Центарот за да бараме социјално. информации, но Име Па секој нека биде порака до оние кои што моментално не се присутни тука и оние кои што ја гледаат оваа емисија, да во наредниот период да ги користат овие инструменти, вклучително и овие телевизиски дебати и јавните дебати во кои што ние ги организираме, па и другите кои што треба да ги организират, да учествуваат бидејќи тоа е нивна законска одговорност Ние и имаме обврска. раководители и директори во општината, во општина Делчево, Смеат да бидат кои што затворени, тоа- никогаш до сега се немат појавено пред камера. Па види, господи уреднички, у тој случај да не се нафаќат да бидат директор. Да не се нафаќат. Ова е една од обврските, они знаат. Да. Не е само да носи Јас само уште машна нешто или добар значи еден пост. од благите начини Него и да на учествува. вршење на притисок е и тоа. Еве, преку оваа прашање, значи на стартот ние рековме дека ние нема да ги критикуваме, меѓутоа тоа е еден начин на вршење Не, на притисок, далеко- за да знаат дека тие се одговорни, должни. Ние кога да не учествуваат. зборуваме зборуваме не е тоа онака што критика. тие сакаат, Не, тоа се апсолутно. критики. Не е За тоа одредени критика, тоа е од институции, моја да. стана една забелешка, на пример, еве ние во своите активности вршиме и посета по работните организации. Да, ама тоа не е Им го доволно. пренесуваме кои поволности ја иследуваат. Еве имавме Да, оваа година да. оглас за вработување по основ на субвенционирање, по основ на самовработување. И сега во активност е постапката за обука на текстилни работници. Меѓутоа, тоа е за една помала категорија на работодавци. Да. За Помал круг. лицата кои што треба да аплицират, да речеме за некој човек, да речеме од Разловци, од Нов Истевник, Да. или од Турија, или да речеме од САС, сигналот на дејање е толку јак да стига и до нив правата информација. Затоа викам и ќе ми постави прашање кога ќе гостувам кај вас за одредено прашање, ќе го информирам, ќе му кажам и човекот ќе види дали има желба да аплицира или не за одредено право кое Да. го остварува. Ајде да видиме што ќе каже представникот од општината. Па, ќе кажам само дека не е начинот само гостувањето на телевизија за да се информираат граѓаните, значи за се што работат институциите. Секојдневниот прием на странки, што еве јас ќе зборувам за нашата институција, за општина Делчева, верувам дека тоа го прават и сите други институции, дава за право дека контактот со граѓаните е остварен. Сега, колку се остваруваат услугите што се очекуваат, значи, од тие институции, тоа е друго прашање, граѓаните сами ќе си кажат, значи, колку се задоволни од услугите што ги нудиме ние или пак другите институции во општината, но тоа е еден начин на контакт со граѓаните. Може би не е еден од најпожелните начини, бидејќи еве нас секојдневно странки доаѓаат не знаејќи дека и повеќето чекаат за прием кај градоначалникот, не знаејќи дека сите служби што работиме во рамките на општината, сите државни службеници што сме вработени таму, сме со закон надлежни да ги даваме услугите и информациите што се потребни на граѓаните. Но сега, од каде е таа пак недоверба до вработените дека само градоначалникот е тој што може да им одговори на нивните потреби, тоа е веќе друго прашање. Значи, може ли наш хендикеп е што немаме вработено лице за односи со јавноста? Сметам дека секоја институција треба да го има тоа, но се надевам дека во иднина и тоа ќе биде решено. Еве во областа на остварувањето на правата на граѓаните во последните години ние имаме голем напредок, бидејќи се изработени буквално сите образци кои што граѓаните можат на наједноставен начин да ги пополнат и да го побараат своето право кој што сме надлежни да го оствариме. Но во голем дел во општината се бара нешто и што не е надлежност на општината, тоа... Сузана, само ако ми дозволите, значи, тоа е се во ред. Еве гледано од наша страна како невладина организација, каде што граѓаните доаѓаат после вашите контакти или пред да ги извршат контакти. Значи, еве го гласот на луѓето кои што треба да бидат услужени од кај вас. Ние имаме информација од граѓаните дека услугите што ги добиваат од институциите, вклучително и вашата, се на многу ниско ниво. Значи, тоа е повратно што го добиваме од граѓаните, не е тоа мој став личен, тоа го добиваме од граѓаните. Веќе ние имаме
во записник редовно граѓани кои што се јавуваат кај нас и бараат услуга од кај нас. Ние не викаме дека како невладина не треба да ги даваме тие услуги. Меѓутоа нашата цел е да ги насочиме граѓаните кон институциите кои се должни да ги дават тие услуги. Сега што ми е муабетот тука? Дека можеби ќе треба да најдете начин како да ги информирате граѓаните за да не се создава гужва горе пред вас, ќе конкретно разговарам со вас, во општината за да не чекаат 10 или 15 луѓе пред градоначалникот, туку напротив, да може да ги информирате дека тие луѓе треба да идат кај даден сектор, кај даден оделение, како што рековте на почетокот, за да не се создава таа гужва. Можеби ќе треба да најдете начин како тоа да го средите, бидејќи не вкусна гледката кога ќе идеш 15 луѓе на самиот влез да чекаат, а знаеме кај кои чекаат. Мислам, тоа е тоа што ние го гледаме од наша страна како невладина организација, дека фали информираност кај граѓаните. Значи тие не знаат дали треба да идат за проблеми кои што се за кои што е надлежен катастерот, тие да чекаат пред градоначалникот. Тоа и го зборував дека граѓаните не се информирани за надлежностите на институциите, а тоа е сепак грешка на самите институции. Значи секоја институција, еве како што агенцијата, значи треба да излезе дали на телевизија, дали преку други средства за информирање, да ги информира граѓаните кои се надлежностите на секоја од институциите. Јас не велам дека во целост ги исполнуваме, но во рамките на нашите надлежности сметам дека ги задоволуваме еве ти спомна дека доаѓаат странки кај вас. Да, вие сте да посредувате меѓу граѓаните и институциите. Вие не можете да ги решите проблемите на граѓаните кои што се од екзистенцијален на карактер или уредување на патишта и улици, да не ги редиме надлежностите. Значи, сепак, благодарност и до вашата институција, што на некој начин последните години од соработката со вас, значи и на нас ни повеќе одговара кога соработуваме со вас, да, за да можеме да изнајдеме правилен начин како да ги решиме потребите на граѓаните. На овој начин и луѓето ќе сидат на право место да си го стварат правото, ако бидат информирани правовремено кој е надлежен орган, за да не одат да ни испадне градоначалникот и вработува и се, а човекот може да нема ингеренции во овој делокруг. Знае се кои се ингеренциите. Одомаќинено кај нас, ако градоначалникот каже, ќе се вработи. И една допуна за одредени емисии, кога се работи, преска го спомнав, донесување на закони, измена на закони. Ако делокругот на вработувањето, а се работи за измени и допуни на законот за пензиско, на здравство, на социјални работи, сите раководители или представници од овие институции да учествуват и на луѓето која ќе им се пренесе одредено право, кој ќе го користат. Нема да се стварат гужви, додат луѓето, дошол да речеме од Разловци, крене од Центарот за социјални работи, па заврши кај нас, ќе си иде на право место. И второ, само на допуна, да не заборава, исто така, сега поминаа изборите, обврска и на пратениците. Они ги го застапуваат народот на 3, на 5 месеци, да излегне, да гостува во емисија, да го чуе гласот на народот. Со кои проблеми се соочува. И кога ќе излегне тамо на говорницата во собранието, да го каже мислењето на народот, а на не на група народ. Сега имаме двајцата, да нема, уште подобро од има двајца. Двајцата треба да бидат појаки, а не ако едниот предлага другиот да контра него. Немаме ништо против, апсолутно. Тоа го кажувам како позитивно размислување. Ако сакаме општината да ни оди напред. Инаку, да кажам, не може да има вработување ако нема економски развој. Без економски развој во општината, ние не можеме да го намалиме бројот на невработените. Со вработување во државните институции, на мал број во одредени фирми, не може да се вработи. Ние направивме сега, само како пример, со субвенционирањето имахме вработување на 142. Меѓутоа, отпаднаа текстилните фирми, не се даде за нив и бројот се сведе минимум на 16 до 19 души, што е катастрофално. Па што е вработувањето во Делчево? Затоа, али на источниот дел, претежна дејност е текстил. И требаше новија фирми да им се овозможи субвенционирањето да си го стварат.
А И не така секој ќе се во решеше текстилна голем. фабрика има и Подобро други. е да се даде 6 месеци по 15.000 на одреден работодавец да вработи некој корисник на социјална помош, него да остане траен корисник на ова право. Тоа ми е зборот како размислување за позитивни ефекти од овие дебати кои што се прават или, како што реков, Кои што треба и да се контактни прават, емисии емисии. За да се секој битно прашање, организираат. кое што е врзано со граѓаните, треба да има отворени дебати. Дали ќе биде телевизиска, дали ќе биде јавна дебата, тоа е редовна пракса во Западот. Не знам од кои причини кај нас се уште таа пракса не можеме да ја воведеме, меѓутоа еве се надевам дека со оваа иницијатива ќе ги поттикнеме институциите и другите субјекти да воведат на редовна пракса каде што за битни прашања кои што ги тангираат граѓаните ќе дебатираат јавно. Треба се слушне гласот на другите кои што се затегнати со таа проблематика или со тој интерес. Затоа викам да институциите малку повеќе излезат од своите канцеларии, од својот кафес и да разговараат со граѓаните за да го слушнат Да гласот на излезат од граѓаните. своите канцеларии, но да влезат во граѓаните, а не да одат по дуќаните. Јас сакам да ви кажам еден институциите, пример да само одат кој по што би бил рестораните. вовед еве и на другото прашање. Еве Центар за социјални работи. Граѓанин кој што сака да поднесе документи за користење на социјална помош. На самата врата, на самата табла, како што рековте вие при информирање, има залепено оглас или критериуми кои што треба да бидат исполнети за да биде корисник тој граѓанин. Меѓутоа не сите го гледат тоа, не сите ги разбираат тие критериуми. Најлошо е во тоа што кога ќе оди граѓанинот со комплетни документи, самиот вработен службеник врши проценка дали го следува или не, што не е негово задолжение. Значи тој не може да оцени дали тоа лице или тоа семејство ќе треба да прими социјална помош или не. Има над него хиерархски воспоставени други органи кои што тоа го одредуваат. Тој е должен да ги прими документите, а да се донесе решение дали ќе биде позитивно или негативно, тоа е веќе друга работа. А не ти не можеш да добиеш, ти работиш, дополнителни приходи имаш. Тоа е суштината на нашата цел, да самите вработени во институциите Да ги ослободиме граѓаните, да ги ослободиме граѓаните за да имаме могат да такви се пожалат, да се многобројни примери. Еве сега нели владата промовираше еден начин на оценување на државните службеници во кој што граѓаните ќе можат сами значи да даваат оценка на службениците во институциите. Граѓаните тоа право треба да го искористат. Во поголемите градови може би се користи, но кај нас тешка работа дека ќе може да се користи. Кај нас луѓето се малку повеќе уплашени. Ќе се навикнат. Од време не е нешто ново. Не е ништо страшно и да не критикува. Критиката е еден позитивен чекор за да нешто во пракса се направи промена. Се поместиме. Е така. Да. Тоа не е страшно и да не критикува. Значи разговаравме на кој начин Господја Сузана кажа дека како ги информираат граѓаните со печатење на весникот, со печатење на инфо кој излегува еднаш месечно. Секој граѓанин може да има пристап до овој весник? Печатиме доволен број на примероци, но сега секој граѓанин сигурно ќе нема можност да го... Да, кога би сакал, например. Еве, јас мислам дека побитно е за да се информираат граѓаните кога кај нас се креираат овие, да не речам, програми за уредување, еве и буџетот, како што рече Зекир, кај нас е многу мала тоа учество на граѓаните кога ги креираме баш тие програми кои што подоцна ќе треба да се реализираат. Значи, тековните програми во општината за уредување на градежно земјиште, за изработка на буџетот на општината, значи се креираат во текот на тековната година за наредната година. Ние имаме проблеми кога ќе дојдат граѓани или група на граѓани и ќе кажат дека еве овој проблем кај нас треба да се реши. Дали вие го пријавивте на пример минатата година за да се стави во буџетот за реализација во тековната година. Значи граѓаните за тоа воопшто не се информирани. Еве, јас и сега ќе кажам дека ние во последната година извршивме едно, да не речем, ажурирање на местните и урбаните заедници. Значи, многу е поедноставно и покорисно на граѓаните сите своји предлози
што ги имаат за уредување на собствената месна или урбана заедница да ги достават писмено до општината и тогаш ние сме должни сето тоа што ќе го предложат, доколку е тоа издржано и изводливо, да го ставиме во програмите за наредната година. Со тоа соодветствува и да го ставиме во буџетот на општината за да се обезбедат пари за реализација. И сметам дека од оваа година, можеби и претходно се доставувале иницијативи, но биле многу малку. Еве јас од искуство 10-годишно ќе ви кажам дека кај нас доаѓаат граѓани што сакаат да решат само собствен проблем. Многу ретко ќе дојдат граѓани кои што ќе речат дека еве сакаме да го решиме проблемот што е во интерес на цела, од општи интерес. И се надевам дека сега со ажурирањето на местните и урбаните заедници, дека овој процес, еве ние отпочнавме со процесот на зелена агенда, кој што целта на овој процес е активно учество баш на граѓаните од местните и урбаните заедници во креирањето на програмите што ги спроведува општината. Може ли јас да ја искористам оваа дебатна емисија за еден мој предлог кој неколку пати до сега го имам дадено до вашите органи, немам го писмено, само да доставено. Кога рече Сузана дека сите ги користиме своите, да ги решиме своите проблеми. Значи, веќе многу од поодамна имам една иницијатива за да се постави како настрешница, како автобуска постројка да се направи горе кај Скопска и булевар Македонија за луѓето кои што чекаат во горните села, пошто таму чекаат и мали деца, чекаат и големи деца, тоа е многу познато, значи тоа е само еден дел кога веќе стана збор да ги решиме. Да, знам дека имате доставено предлог, мислам усмен, така сме разговарале за тоа, но сепак оделението за уредувањето на градежното земјиште, тука вклучително и инспекторот за сообраќај, што е надлежен за тоа да каже каде може и каде треба да се постави. Тоа не е лош предлог. Се надевам дека доколку доставите писмено, тоа ќе ви биде, еве можете, апелирам доколку сметате дека општината тоа не го завршила по усмен пат, доставете писмен предлог и до советот и до градоначалникот. Да, некако телевизија ќе доставиме, да. Господине Зекир, Ибримов, што има друго да кажа? Абдулов, се извинувам, Ибримов беше председател од Оделчо. Што има нешто побитно друго што сакаме да кажеме на оваа дебата? Вака, значи рековме на самиот почеток, оваа дебата треба да биде иницијатива за наредниот период, не само некако невладина организација, останатите невладини организации и институциите да почнат да го користат инструментот медиум, да дебатираат за вакви битни прашања, да почнат да ги вклучуваат граѓаните во пошироки јавни дебати. Еве Сузана веќе ме потсети со вклучување на претседателите на местните заедници. Веќе како идеја имам наредната дебата која што ние ја планираме, а која што треба да биде иницирана од оваа дебата, да вклучиме поширок број на граѓани, вклучително и тие претседатели на местни заедници, и да поразговараме на истата тема, се со цел да имаме што поголема вклученост на граѓаните, а со тоа да постигнеме поголема информираност. Значи, ние не веруваме дека со една дебатна емисија од 30 или 40 минути ќе постигнеме се. Дури се сомнувам дека успеавме и тоа што беше замислено да го кажеме. Меѓутоа реков на самом почетокот ќе се повторам по не знам кој пат. Ова е само иницијатива како на кој начин институциите, вклучително и ние, да бидеме што потранспарентни пред граѓаните, на кој начин да ги вклучиме, на кој начин да ги добијат информациите, на кое место да ги добијат, бидејќи самите институции се должни да ги даваат информациите, на кој начин да го користат законот за пристап на информации. Имаме крути службеници, да се разбереме, секој не е ист по карактер. Меѓутоа тој кога е со самиот факт што се сложил да биде службеник, тој е должен да дава информации, бидејќи тој постои за граѓанинот, а не обратно. Значи, реков само тоа е и останува на крајот да јас спомнам дека благодарение на една програма која што е покриена преку Цивика Мобилитас, преку Центар преку ЦИРА, една невладина организација која што е наш долгогодишен соработник, успеавме да направиме една програма која што е во интерес на граѓаните и на самиот почеток кога се договаравме веќе, значи не е само да речеме за ромската заедница каде што најголем дел не препознаваа дека еве само тоа го работиме. Да, ромската заедница е само еден дел од нашето работење.
вториот дел е граѓанско општество и демократија, фактички тоа што сега го работиме. Значи, една голема благодарност до нив. Значи, вашата транспарентност не е баш толку отворена. Па, реков на самиот почеток, ние се трудиме, меѓутоа ние се согласуваме дека не е доволно. Ние секојдневно нашите активности со граѓаните, ние кажуваме од кој земаме пари, за кој се наменети, што работиме со нив, со нашите годишни извештаи и пред донаторот и пред институциите, се трудиме да бидеме транспарентни. Меѓутоа, се согласувам дека не е тоа доволно. Најголем дел од граѓаните се прашуваат што е тоа што вие го работите. Ние како телевизија сме отворени за сите граѓани, за сите невладини, за сите владини организации за соработка. Апсолутно, јас сум благодарен. Повикувам граѓаните, ги повикувам сите кои што се заинтересирани за дебатирање. Апсолутно, јас се согласувам со вас и сум благодарен за можноста на почетокот што кажав, што овозможивте, ако не повеќе да отпочнеме една ваква тема, да се поместиме да се работи на вакви суштински прашања. Се надевам дека тоа нема да биде последен пат, тоа ќе ни биде редовна пракса и понатаму ќе користиме вашиот медија. Да, почитувани гледачи, само за крај сакам да ги одјавам гостите со едно свое кратко одјавување, бидејќи времето е толку колку што е, како што речи председател, како што речи директорот на невладината организација КАМ, организаторот на оваа прва дебатна емисија. Па ајде ги почнеме. Тоа беше се. Па вака реков, значи ова дебатна емисија треба да биде иницијатива за нешто наредно што ќе следува. Значи ние планираме во најскоро време да имаме една поширока јавна дебата во која што покрај ова ќе вклучиме и некои пожешки прашања, како што е отвореност и придонесувањето на општинскиот буџет и некои други погорливи прашања во кои што ќе учествуваат и други представници од институциите и се надевам дека граѓаните ќе добијат она што треба да го добијат како информација, да знаат на кој начин се полни буџетот, на кој начин им ги трошат парите институциите. И останува само на крајот уште еднаш да се заблагодарам и дека во наредниот период ќе имаме и други учесници од институциите ќе ја прифатат нашата соработка и покана. Еве јас ќе искористам приликата да кажам дека еве сега е периодот кога почнува креирањето на буџетот за наредната година, граѓаните да го искористат своето право да доставуваат предлози, иницијативи за решавање на проблемите што се од надлежност на општината, бидејќи не секој пат инцидентно можат да се решат проблемите, како што реков. Значи, доколку се запазува таа постапка, кога се креира буџетот, кога се креираат програмите, многу полесно утре ќе можат да се решат. Еве сега е периодот, значи од втората половина веќе на тековната година почнуваме со креирање на буџетот за наредната година и се надевам дека граѓаните ќе го искористат своето право, ќе ги искористат своите местни и урбани заедници за доставување на иницијативи, конкретни и предлози кои што стварно можат и да се реализираат. И благодарност уште еднаш до вас за реализацијата на оваа дебатна емисија. Еве и како предлог можам да го дадам дека во наредните дебатни емисии може да присуствува по еден представник од општина Делчево, значи од сите оделенија, во зависност од темата која што ќе ја дебатираме, и знам дека нема да дојде до отсуство на нашите вработени. И господинот Златко Златковски, што ќе каже на крај? Она што како допуна да го кажам во поглед на транспарентноста и отчетноста на институциите во овој делокруг и на Центарот за вработување ќе ја постигне својата цел во поглед на информирањето и повратно забелешките од граѓаните за кои што постоиме, ако дадат своји предлози, тоа го прифатиме и го реализираме во пракса. Не само како забелешка да го чуеме, него нивните сугестии и предлози во поглед на комуникацијата со нив, во поглед на меѓусебното информирање, да има позитивни резултати, а ефектите ќе ги осетиме ако народот позитивно и не оцени и пофално се изразува за нас и кога дое кај нас или иде во друга институција и каже дека во Центарот за вработување наишол на целосно информирање, на добар прием, на пополнување на податоци кои што се во образците, тоа е практично целта за која што постоим. И уште еднаш да ја поздравам емисијата со цел, како што реков, во наредниот период за одредени прашања кои што се од битен карактер за луѓето, да овие емисии бидат и отворени.
Благодарам. Јас ви благодарам на учеството на сите. Почитувани гледачи, тоа беше првата дебатна емисија со карактер транспарентност и отчетно. Колку се транспарентни и отчетни институциите кон граѓаните. Како што рекоа и самите учесници, се надеваме дека ќе продолжат овие дебатни емисии. Вам ви посакувам пријатна вечер и се гледаме во друга прилика, во друга дебатна емисија. Пријатно.